Вести и информации кои ги подготвивме за вас во третиот дневник на К3 во 20 часот. Да им се овозможи достоинствен живот на лицата со аутизам, денес се одбележува Светскиот ден. Пристигна првата група туристи од Данска во Охрид. Во Охотското море 54 лица загинаа во бродска несреќа. Фудбалскиот клуб Евроспорт се подготвува за нов настап на меѓународен турнир. Останете на К3 со дневникот, започнуваме веднаш по рекламите. Добро вечер, почитувани гледачи. Светот денеска го одбележува 2 април, Светски ден на лицата со аутизам. Целта е да им се овозможи подеднакво адекватен третман и навремена диагностика, право на достоинствен живот и вклучување во општествената средина, овозможено право на образование и право на вработување. Прилог на Маја Денчевска. Лицата со аутизам не можат да се интегрираат во општеството поради неприфатеноста, таа доаѓа од незнаењето на луѓето. Многу години наназад се зборува и се реализираат многу проекти, но никогаш не е доволно и може повеќе. Магистер Милена Илич Пешич е дефектолог и таа вели дека работодавачот може да има бенефит доколку во својата работа вклучи лице со аутизам, бидејќи без разлика кои се спецификите на лицата со аутизам, тие секако може да бидат педантни и доследни во својата работа. Работодавецот како таков може да има голем бенефит доколку вклучи во својата организација лице со аутизам. Доколку функционалноста на лицето дозволува, лицето може да се фокусира на одредена работа многу доследно, да биде педантно на во својата работа, да обрнува внимание на многу детали, да нема потреба од социјални контакти, тоест од голем број паузи и при својата работа. И некои истражувања ете така како куриозитет можеме да кажеме дека во светски рамки лицата кои се вработени минимално имаат потреба од годишен одмор. Треба да бидеме свесни дека до нас зависи дали ќе им дадеме шанса на лицата со аутизам да се вклучат во општеството, да им дадеме подеднаква можност на образование, на вклучување во општествената средина, додава таа. Треба да се инволвираме, да бидеме проактивни, сите ние преку социјалните мрежи, Facebook, Twitter и така натаму, преку интернетот да го искористиме како таков медиум, пишаните медиуми исто така, да објаснуваме што е тоа аутизам, дека не е ништо страшно, тие луѓе не се болни, тие луѓе се само малку поинакви и им треба шанса да се вклопат во општествениот живот. Тоа е наша должност како граѓани. Во Македонија не постои официјален регистар на лица со аутизам, но според статистиката на Светската здравствена организација има 12.240 лица. Аутизмот не е емоционална болест, туку тоа е тешко развоено нарушување со генетска основа. Поновите истражувања покажуваат дека почесто се јавува кај машките, отколку кај женските деца, тоа за 4 пати. Аутизмот предизвикува децата да го доживуваат светот поинаку. Ним им е тешко да разговараат со другите и потешко се изразуваат со зборови. Децата со аутизам се држат за себе и не можат да комуницираат без посебна помош. Многумина ги интересира дали вакцините може да бидат причина за настанување на аутизам. Аутизам е едно од најтешките развојни нарушувања кое се јавува во најраното детство и го загроздува нормалниот развој на детето и неговата адаптација во социјалната средина. Магистер Илич Пешич ја прашавме дали вакцината влијае за појава на аутизам. Тука морам да се обратам до сите родители и да ги охрабрам да си ги вакцинираат своите деца, затоа што поголема штета може да има детето доколку не биде вакцинирано по планот за вакцинација. Вакцината како таква, било која вакцина, не може и не е докажано дека е причина за појава на аутизам, туку може да биде тригер од после примањето на некоја одредена вакцина да биде тригер и да се појават некои симптоми на аутизам.
Кај лицата со аутизам не може да се генерализира која терапија треба да биде применета. Единствено може да се влие за подобрување на состојбата, вели дефектологот. Третмани кои се применливи кај овие деца, дефектолозите, например, што би можеле да помогнат, е психомоторна реедукација, развој на телесна шема, да се подобрат некои вежби за подобрување на когнитивните способности, потоа артикулацијата да биде подобрена, говорните способности и сето тоа што е важно, социјализацијата кај детето да биде пофункционално детето и да биде вклучено во социјалната средина. Во основното училиште Браќа Милодиновци во паралелките за децата со посебни образовни потреби има вклучено 7 деца кои имаат различна симптоматологија на аутизам и се сместени во различни паралелки зависно од возраста и од состојбата во која што се наоѓаат, додава таа. Нам целта ни е и на училиштето, целта е да биде формирана една паралелка за лица со аутизам и се надеваме дека во најскоро можно време Министерството за образование и култура ќе ни овозможи да формираме паралелка за лица со аутизам. Постои рапидно покачување на бројот на лица засегнати со ова нарушување, односно во САД се говори дека аутизмот зазема епидемски размери. Во одредени студии се реферира дека во 2013 има појавност 1 на секои 50 новородени деца, што би значило дека има 2% појавност, што е огромна бројка, објаснува дефектологот. Министерството за здравство на 1 април го промовираше новото поевтинување на лековите. На листата се најдоа 542 генерички оригинаторни лекови. Ова е 7-то поред намалување на цените на лековите согласно Законот за лекови и медицински помагала и методологијата за начинот на формирање на цените на лековите. Кумановци се меѓу првите во државата по користење на антибиотици, додека Куманово е еден од водичките градови по купени лекови во аптеките, покажува статистиката. Министерството за здравство неделава објави дека цените на 542 лека се намалени. Секое ново намалување на лековите и антибиотиците е повеќе од добре дојдено за граѓаните, посебно за луѓето кои го газат третото доба, велат Кумановци. Се што е позитивно у корист различну класу, луѓе, се е добро. Па треба да е добро колку се употреби. Еве дојдеш на први, рецимо, нема еден лек, нема друг, после ти даде од крај таму некој лек. Па и треба да биде душо намалена, зашто многу малку, ја пријам социјален случај сам, зимам малку паре, а лекови се скупи. И овој фала многу што намалиши ги лекови. Нема искачање сине на крај. Ти појдеш горе да земеш рецепти, они не ти даат рецепти, секои лекови, многу лекови треба да се плаќат. Намалување на цените, како што објавија здравствените власти, има кај речиси сите групи на лекови, особено кај лековите за притисок, дијабет, против реума, антибиотици и цитостатици. Дел од Кумановци вела дека не се запознаени кои лекови се нашле на листата за намалување. Не сме практикували, не сме зимали, не знам дали е тоа точно или не е тоа. Тоа не може да ви кажам, не знам точно. Сам нисам знам да кажу, пошто ја кад дојду по илјадарку 2 дам за лекови, а колку се намалени, што се немам појма. Па не сум запознаена кои лекови се намалени, него ете, например, ја пију Менделекс, пију Монтитем, пију тие лекови што се поскупи. А за мозак тие не ги пију затоа што се многу скупи. Било били тие такве работе. Треба и тие да се намали. Инаку ова е 7-то поред намалување на цените на лековите, согласно Законот за лекови и медицинските помагала и методологијата за начинот на формирање на цените на лековите. Во зградата на поранешен комитет, председателот на Општинската организација на СДСМ ја објави така наречената најнова бомба, која се однесува на, како што тврдат, прислушувани разговори за време на локалните избори во Куманово. Пред членството на СДСМ беа објавени 5 разговори за, како што тврдат, евентуални изборни местенки. На денешната пресконференција во Куманово, опозицијската СДСМ ја објави така наречената 16-та бомба поред, која се однесува на локалните избори во Куманово. Пред членството на СДСМ, председателот на Општинската организација Мартин Костовски објави 5 разговори кои, како што рече, ги воделе високи владини функционери, наводно да се попречи опозицијата за време на изборниот процес. Костовски обвини за изборни манипулации и местенки со цел, како што тврдат тие, да се освоела по секоја цена опозицијската општина. Инаку во просториите на поранешен комитет локалната бомба во работно време дојдоа да ја слушаат директори на јавни предпријатија, представници од општинската администрација и училиштата.
На пресконференцијата СДСМ ги повика членовите на Народен марш, кој ќе се одржи вечерва на улиците во центарот на градот. Се очекува збор да земат председателот на СДСМ Зоран Заев, подпредседателката Радмила Шекеринска и генералниот секретар на партијата Оливер Спасовски. Полни тезги со производи, но без купувачи. Таква е сликата на зелениот пазар во Куманово. Пазарџиите се жалат дека секојдневно се повеќе се намалува бројката на купувачите. Смета дека динамичниот и брзиот начин на живење е причина за појава на ваквата состојба. Ако во минатото важело правилото дека недела е пазарен ден, тоа повеќе не важи. Денеска сликата на зелениот пазар во Куманово го покажа баш тоа. Повеќе продавачи отколку купувачи. Богати тезги полни со производи, но без муштери. Ретки беа купувачите на пазарот денеска, а уште поретко можеа да се најдат со полни раце кеси. Со по едно полупразно кесе и повеќе на разгледување сликата покрај тезгите. Тезгаджиите се разочарани, велат дека вака не било никогаш порано. Велат дека заработувачката секој ден се повеќе се сведува на минимум. Секојдневно се повеќе се намалува бројката на купувачите, а цената која ја плаќаат на јавното предпријатие Пазариште е иста за која пазарџиите сметаат дека е превисока. Да ви кажем, не е многу, али до негде, па кризата, економска криза, нема миштери колку што треба да е, али па некако иде. Не е толку. Не, од пазариште, од директорот, не. Нема ред. Не сме задоволни с него, нема што да правиме друго, нема други дестинации. Фактички овој не е задниот век, што мора да бидеме фактички век. Па не сме задоволни, скупи тезги, роба, слабо потрошачи немамо. Задоволни като луѓе нема пари, многу прекупци, тој надкупци, маркети пуни се с робу и наша роба стои домашно непродадена. Ја овде сум 35-6 години, вакво нешто не е било. Да не можеш да однесеш 1000 денара дома од своју робу. Пазарџиите велат дека со оглед на тоа колку пари даваат месечно на јавното предпријатие Пазариште, не добиваат соодветни услови за работа. Тие велат дека една од причините поради која се намалува посетеноста на пазарот е намањето на паркинг просторот, па од таа причина луѓето се одлучуваат да купуваат во маркети кои редовно имаат акции и видно намалување на цените на производите. За многу луѓе оттаму работата на пазарот им е единствената екзистенција за живот кои велат дека пополека и таа згаснува. Разни дребули, ерозирани апарати за домаќинство, алишта за едва 50 денари може да се купат секој викенд на отворениот пазар меѓу Кумановци, познат како Бувљак. Дивиот пазар за половна стока кој се наоѓаше кај спортската сала поради незадоволството од граѓаните дека е грда слика за Куманово преместен во населбата Долно Којнаре. Разни дребули, ерозирани апарати за домаќинство, алишта за едва 50 денари можат да се купат секој викенд на отворениот пазар меѓу Кумановци, познат како Бувљак. Дивиот пазар за половна стока кој се наоѓаше кај спортската сала. Поради незадоволството од граѓаните дека е грда слика за Куманово, пред неколку месеци беше преместен. Новата локација за импровизираниот пазар, која се наоѓа на 4 километри од градот во населбата Долно Којнаре, најде на негодување од пазарџиите. Продавачите на кои ова им е единствениот начин за парче леп, се жала дека новото место е многу далеку. За нивните тезги плаќаат по 60 денари, а вела дека новата локација не им донела подобри услови за екзистенција. Не може, ако се гледаме од аспект на хигиена, значи не може да продаваме овие работи со стока заедно, една страна стока, една страна. Ние, значи, услови не одговарат никакви. Ер далеко е и народ не доаѓа на пазар, а имамо дажбини, давамо, плаќамо, дали имамо за едење. Наводно имамо ветување од градоначалника дека некаде во близина на Куманово ќе се отвори некоја нова ова година, дали ќе биде не знам, иначе купувачи слабо. Многу е далеко, не доаѓаат. Купувачите се согласуваат со пазарџиите дека новата локација е многу далеку. Додаваат дека сепак треба нова која ќе биде блиску за сите. Подобро беше доле каде спортско село. Далеко е дека не се исплати да се доаѓа. Немамо ни толку пари да купуваме работи непотребни. И покрај минималните цени за половните производи, купувачите ситничарат за цените и преговараат, а ние немаме никаква заработка на тој начин, сметаат пазарџиите. Се ценкат, секој сака нешто поевтино. Тоа е 80% се цекат народ. И ако му траеш 20 дина, ти дава 100 дина. Ако кажете колку паре една фасонка,
Викаш му 10 денара, он вика може ли поевтино? Од локалната самоуправа сметаат дека социјалниот проблем во Куманово е доминантен и нелегитимните пазари се резултат на тоа. Локацијата кај добиточниот пазар во Долно Којнаре ќе биде само привремена, додека секторот за урбанизам не најде ново решение за пазарот за половна стока, додаваат од таму. Пазарџиите се надеваат дека еден ден ќе имаат подкрив надглава додека работат и ќе имаат повеќе за да обезбедат подобра иднина за фамилијата. Група од Крива Паланка се занимавала со недозволена трговија со дрога во текот на изминатите 2 дена од страна на полициските службеници од СВР Куманово. Организирани се акции при што е приведена група од Крива Паланка и се реализирани 2 случаја на недозволена трговија со дрога. Во текот на изминатите 2 дена од страна на полициските службеници од СВР Куманово организирани се акции при што е приведена група од Крива Паланка и се реализирани 2 случаи на недозволена трговија со дрога. Првиот случај, имено на 31.3.2015 година, околу 18 часот и 25 минути на магистралниот пат Крива Паланка Куманово, поточно на влезот на Крива Паланка извршен е преглед на лицето ИТ, 21 година, од Крива Паланка, при што му се пронајдени 25 паковки со вкупна тежина од 27,94 грама наркотична дрога марихуана. Вториот случај е реализиран на 1.4.2015 година околу 17 часот и 40 минути. На магистралниот пат Куманово Крива Паланка сопрено е патничко моторно возило Opel Vectra со регистарски броеви од Скопје, управувано од СН 23 годишен од Крива Паланка. Како сопатници во возилото се превезувале и ЗВ 36 години, КН 21 и ГД 20, сите од Крива Паланка. При извршен преглед на патничкото моторно возило и лицата пронајдени се 2 паковки со околу 4 грама наркотична дрога хероин, пошто лицата се приведени во СВР Куманово. Тека изготвување на кривична пријава за неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Македонија вработува е новиот проект на владата кој ќе овозможи вработување на невработени лица до 35 години, лица од 35 до 50 години кои повеќе од 10 години се без работа. Со проектот се опфатени лицата над 50 години, како и лица од ранливите категории на граѓани, самохраните родители, родители на 3 или повеќе деца, децата без родители и родителите на децата со пречки во развојот. Мерките предвидуваат ослободување од плаќање задолжителни социјални придонеси и персонален данок за доход за компаниите кои ќе вработат лица од овие категории граѓани. Тие треба да стапат на сила наредниот месец и да траат 1 година. Вице-премиерот задолжен за економски прашања Владимир Пешевски соопшти дека станува збор за ослободување од плаќање придонеси и персонален данок за неколку групи. Втората група, како што додаде тој, се невработените од 35 до 50 години, кои во последните години најмалку 10 години без работа. И тие треба да не биле вработени најмалку 3 месеци пред вработувањето согласно овие мерки. За нив работодавачот ќе биде ослободен од плаќање социјални придонеси и персонален данок во трајање од 5 години со обврска да ги задржи на работа уште 1 година по истекот на периодот на кој користел поволности. Во оваа категорија граѓани има околу 61.000 невработени граѓани. Во третата и четвртата категорија, појасни вице-премиерот, се невработени над 50 години, невработени лица кои се родители на 3 или повеќе деца, самохрани родители, членови на еднородителски семејства, приматели на социјална помош, деца без родители и родителска грижа, жртви на семејно насилство, лица со инвалидност и со намалена работна способност, професионални војници на кои им престанал работниот однос и родители на деца со пречки во развој кои се приматели на посебен додаток. Во последната пета група се лицата над 58 години, кои во последните 2 години се невработени. Последната пета група се лицата над 58 години, кои во последните 2 години се невработени. Работодавачот е ослободен од давачките до исполнување на условите за старосна пензија. Според анализите, рече Пешевски, некои групи се преклопуваат меѓу себе и на тој начин потенцијални корисници се над 150.000 невработени. Пристигна првата група туристи во Охрид. Туристите од Данска се дојдени преку агенцијата Виспро и во прекрасната природа на Охридското езеро ќе одмараат 22 дена. На традиционален начин со погача, локум, ѓомезли и ракија беа пречекани првите туристи од Данска, кои преку аранжмани на агенцијата Виспро од Охрид и оваа година ќе одмараат во Македонија. Според изјавите на првите гости од Данска, тие за Македонија и за Охрид дознале преку интернет и решиле да одмараат тука пред се поради убавата природа, културно-историските споменици, но и традиционалната македонска храна и македонските вина.
Представници на туристичката агенција Виспој појаснуваат дека веќе трета година реализираат туристички аранжмани со дански туристи во Македонија. Минатата година остваривме околу 3000 ноќевања на дански туристи, а оваа година очекуваме да оствариме околу 5000. Групите дански туристи во Охрид ќе престојуваат во април, мај и јуни, а останатите во месеците септември и октомври, што значи продолжување на туристичката сезона надвор од вообичаениот шпиц во летните месеци, изјави Јаки Маленко од туристичката агенција Виспој. Првата група дански туристи во Македонија ќе престојува 22 дена, во чии рамки е предвидено да реализираат 20 на екскурзии низ земјава, а меѓу другото да ги посетат уште и Битола, Струга, Вевчани, како и некои албански градови. Една од најзначајните поетски награди Мостови на Струга годинава е доделена на книгата Декември и се бакнавме од Паула Бозалонго, поетеса од Шпанија. Наградата за најдобра дебитантска книга доделуваат Струшките вечери на поезијата и УНЕСКО. Од вкупно 14 книги пристигнати на адреса на Струшките вечери на поезијата, поетската награда Мостови на Струга е доделена на книгата Декември и се бакнавме од Паула Бозалонго, поетеса од Шпанија. Паула Бозалонго е родена на 15 април 1991 година во Гранада, Шпанија. Студира архитектура во Мадрид. Нејзината книга Декември и се бакнавме е добитник на престижната награда на едицијата Хиперион во Шпанија, која веќе 30 години се доделува за поетски ракопис од млад автор. Нејзините песни се објавени во значајни книжевни списанија, не само во нејзината родна земја, туку и во други земји во светот. Песните на Паула Бозалонго изненадуваат со својата конкретност и посредност. Таа користи еден свеж, комуникативен поетски јазик, кој лесно воспоставува контакт и со публиката и со критиката. И неслучајно нејзината прва книга е на врвот на листите на најпродавана книга во Шпанија. Оваа награда ќе биде поттик за распространување на поетските вредности на нејзиното зрело поетско писмо. Стои во образложението на управниот одбор на Струшките вечери на поезијата. Наградата Мостови на Струга за најдобра дебитантска книга ја доделуваат Струшките вечери на поезијата и УНЕСКО. Во изминатите години се избори за високо место меѓу поетските награди на светско ниво и стана една од најпосакуваните награди на поетите дебитанти, која широко им ги отвора понатамошните патишта на творечката афирмација. Педесетичетири лица загинаа во бродска несреќа во Охотското море. Извештајот на ООН покажува дека во војните на Ал-Каеда и ИД биле вклучени над 25.000 странски борци од 100 земји. Американскиот сенатор Мендес обвинет за корупција. Вести од светот. Со непозната судбина засега остануваат 15 лица, кои според една од верзиите на настанот се уште би можеле да се наоѓаат во просториите на потонатиот брод. Во спасувачката акција во Охотско море учествуваат приближно 1500 лица. Во неа досега се донесени 32 парчиња техника, а во районот работат 26 морски пловила. Според последните податоци од речиси замрзнатата вода досега се извадени 117 лица, од кои 54 се мртви. Целиот екипаж бил со хидрокостуми, посочува регионалната служба на Министерството за вонредни ситуации. Практично сите спасени лица имале хипотермија и доколку се покаже за потребно, со хеликоптери ќе бидат префрлени во болниците. Околу 130 на членови на екипажот на бродот, околу половината или 78 се руси. Останатите морнари се државјани на Мјанмар, Украина, Летонија и Вануту. Потонувањето на бродот веројатно се должи на пробивање на трупот на бродот, до кој е дошло по судир со Санта Мраз. Бродот не испратил сигнал за помош. За несреќата е отворена кривично судска постапка заради прекршување на безбедносните правила за движење и користење на морскиот транспорт, што довело до смрт од невнимателност на 2 или повеќе лица. Според најновиот извештај на Обединетите нации, повеќе од 25.000 странски борци од 100 држави се приклучиле на Ал-Каеда, на војската на Исламската држава и другите борбени фракции од Ирак и Сирија, од Авганистан, Сирија и Филипини. Извештајот на одборот на стручњаци за надзор на санкциите на Обединетите нации против Ал-Каеда, што вчера беше доставен во американските медиуми, укажува дека бројот на странски терористички борци ширум светот од средината на 2014 до март годинава нараснал за 71%. Одборот покажува дека приливот на странски борци е поголем отколку кога и да бил во историјата. Во извештајот понатаму се наведува дека овие борци представуваат закана и светски безбедносен проблем што треба да се решава на многу фронтови, пренесува агенцијата ФАНА.
Американскиот демократски сенатор Роберт Менендес се обвинет за злоупотреба на службената должност и корупција. Пренесе Мија. Менендес, кој истовремено е член на Сенатскиот комитет за надворешни работи, меѓу другото е обвинет и дека ја искористил позицијата за да ги застапува интересите на докторот Саломон Мелген и оти му помагал во решавање на приватен спор. Мелген важи за еден од поважните донатори на американските демократи. Сенаторот призна дека летал со приватниот авион на Мелген не плаќајќи за таа услуга, но оти подоцна му исплатил компензација. Менендес демантираше дека сторил што било лошо и нагласи дека со Мелген е долгогодишен пријател. Во рамки на одбележувањето на денот и месецот на франкофонијата во пресет на традиционалната франкофонска вечер, денеска во салата Петар Попарсов беше организиран спортски ден. Учениците од 9 одделение од Основното општинско училиште Јоаким Крчовски играа ракомет по повод шампионската титула на Франција во ракомет за 2015 година. Во пресрет на франкофонскиот спектакл, кој се одржува традиционално на почетокот на месец април, денеска во спортската сала Петар Попарсов беа организирани ракометни надпревари меѓу учениците од 9 одделение од Основното општинско училиште Јоаким Крчовски. Спортските активности се по повод шампионската титула на Франција во ракомет за 2015, информираше професорката по француски јазик Келана Николовска. Оваа година организираме два настани. Првиот настан е денешниот ракометен надпревар меѓу учениците од 9 одделение од нашето училиште Јоаким Крчовски од Крива Паланка. И вториот настан е франкофонската вечер која ќе се одржи утре на 3 април во Центарот за култура во Крива Паланка. Со цел да одбележиме дека Франција е светски првак во ракомет за 2015 година. И во овој надпревар учествуваат учениците од 9 одделение, значи тоа е меѓуодделенски надпревар меѓу учениците од нашето училиште од 9 одделение. Ќе се одржат 3 надпревари. Франкофонската вечер е во организација на учениците и професорите по француски јазик од Основното училиште Јоаким Крчовски и Средното општинско училиште Ѓорче Петров, а ќе се одржи утре во Кривопаланичкиот дом на културата. Како и секоја година, младите франкофони ветуваат богата и интересна програма во чест на францускиот јазик, солидарноста и диалогот меѓу културите, вредности кои се промовираат од страна на франкофонијата. На франкофонската вечер ќе имаме богата програма заедно со учениците и професорите од гимназијата Ѓорче Петров. Имаме театар, музика, песна, игра и така натаму. Ќе имаме гости од сите француски здруженија, од Министерството за образование и така натаму, од француската амбасада од Скопје. Нашата земја е полноправна членка на меѓународната организација на франкофонијата од 2006 година и од тогаш активно се вклучува во одбележувањето на денот и месецот на франкофонијата. Според последните податоци на оваа организација, во светот постојат 220 милиони франкофони, односно франкофонијата брои 890 милиони жители, од кои 900.000 се професори по француски јазик. Францускиот е 9 по ред најзборуван јазик на планетата. Нашиот ракометен гигант Вардар започна со работата со младенска школа во Куманово, која има за цел да приклучи поголем број на младенци од градот. Воедно, втората работа на школото е децата преку ракометот што повеќе да се запознаат со тајните на играта и да бидат вклучени во спортот за нивното добро здравје. Во школото работат голем број на младици, а бројката на ново засењети поедници од ден на ден се зголемува. Се работи во повеќе категории под водство на тројца тренери. Господин Иванов, кога постои оваа младинска школа на Вардар во Куманово? Ракометната академија Карпош Вардар започна во октомври минатата година и сега имаме негде околу 60 деца на возраст, како што ги гледате овдека, се од 8 или 5,5 новото што сега ни дојде до 12. Останатите се од 12 до 16 години кои тренираат во
браќа Милодиновци школа. Кој е главното мото на оваа школа? Мото на оваа школа е еден живот, една љубов. Тоа е мото за сите ракометари и сите академии кои се во преградки на Вардар, ракометна екипа Вардар од Скопје. Знаеме која е таа, со машка и женска екипа, кои се во осмина финале на Куп на Лига шампиони. Значи, екипа која е една од најдобро организирани моментално во Македонија и на која сите треба да ја завидиме и да учиме од нив како треба да се ствара нешто, како треба да се работи и што треба да се прави за една школа, за еден спорт, за еден живот, како што е нашето мото, и да видат дека тоа е се за нашите деца, да ги отргнеме од некои други работи. Јанчиш, како ви интересат кај младите кумановци за вашата школа? Има ли се јавуваат и дечи? Како што можеш да забележиш, ние стартувавме пред 6 месеци со оваа академија која е поддружница на ракометен клуб Вардар и за оваа кратко време успеавме да собереме доволен број на членови и се поголем број има на заинтересирани деца кои што пред се сакаат да спортуваат, а потоа се насочуваат и кон ракометот. Овој проект е пред се за подобро на спортот, за развивање на спортот, а пред се на ракометот во Република Македонија, како и во нашиот град. Според преведувањето на тренерите, се очекува во блиска перспектива да никнат нови ракометни надежи на Куманово и Македонија. Фудбалската школа Евроспорт со засилено темпо се подготвува за нов настап на меѓународната сцена. Екипата на К3 беше на лице место во посета на екипата и еве што забележа. Екипата е спремна за силниот меѓународен турнир во Виена, Австрија. Раководството на клубот, заедно со тренерите, ги привршуваат подготовките за настапот на меѓународната сцена, од која очекуваат нови успеси и достојна презентација на клубот. Основна цел на овој турнир ќе ни биде да покажеме една добра и атрактивна игра, да ја представиме работа на нашиот клуб, децата да запознаат нови пријатели, да се забавуваат, да спортуваат и од овој турнир очекуваме да ја пройдеме групната фаза. Тоа би било за нас голем успех. Па секако овој турнир од големо значење за овие дечиња, бидејќи прв пат излегуваат надвор од нашата држава. Се надевам пред се на една добра игра, добри постигнати резултати. Како што кажа и преходниот тренер, таму треба да ги видиме нивните организацијски способности, како ги организираат турнирите, исто тоа да можеме да го пренесеме и кај нас тука. Потоа мислам дека децата ќе бидат задоволни со тоа што покрај турнирот што очекуваме резултати, значи ќе имаат и што да видат таму. Пред се ќе ги видиме знаменитостите на Виена, значи покрај нашите професионални обврски имаме шанса и да ги посетиме сите добри места, да ги видиме тие терени спортски што постојат во Виена и се надевам дека ќе оставиме добро печаток како клуб, како представители на оваа држава и се надевам дека ќе се вратиме со некои добри резултати. Ќе се вратиме од Австрија, значи имаме турнир на 25 во Златибор, Србија. После на 13 имаме во Ниш, исто Република Србија. Имаме во Маѓарска јули месец 20 јули исто турнир и во Словенија тамо при крај на август месец. Како што рече претседателот Манески, клубот и понатаму интензивно ќе настапува на меѓународната сцена со единствена цел фудбалерите да стекнат неопходно искуство кое многу ќе им значи во понатамошната кариера. Во вестите од меѓународниот спорт донесуваме Арсен Венгер е заинтересиран за услугите на фудбалерот на Тотенхем Кейн. Португалскиот тренер Карлос Кирос го напушти кормилото на иранската фудбалска репрезентација. Менаџерот на Арсенал Арсен Венгер е подготвен да плати 70 милиони евра за трансфер на фудбалерот на Тотенхем Кейн, пренесуваат британските медиуми. Исто така, премиер лигашот е подготвен на 21 годишниот нападјач да му понуди плата од 150.000 евра на годишно ниво. Како што се наведува, Венгер одлуката за ангажирање на Кейн ја донел уште во февруари на мечот помеѓу Арсенал и Тотенхем, кој Арсенал го загуби со 2-1, а токму Кейн беше стрелец на двата гола.
Португалскиот тренер Карлос Кеирош официјално го напушти кормилото на селекцијата на Иран поради недоразбирање со челните луѓе на Сојузот. Кеирош одлуката за повлекување ја донел пред 2 недели. Горд сум на екипата и фудбалерите на се што постигнаа. Тажен сум што заминувам. Меѓутоа тоа е животот и морам да гледам напред, изјавил Кеирош. Португалецот селекцијата на Иран ја водеше 4 години и беше учесник на светското првенство во Бразил. Во кошаркарскиот Еврокуп вчера се одиграа првите полуфинални мечеви. Шпанската Гран Канарија направи изненадување на гостински терен каде славеше победа против рускиот Уникс со 83-70, со што се стекна со значајна предност пред ремашот. Најзаслужен за победата на гостите беше Валтер Ставарес, кој имаше дабл-дабл учинок од 12 поени и 11 скокови. Во второто полуфинале видовме интересен напревар со неизвестна завршница. Турскиот представник Бамвит на домашен терен имаше повеќе среќа во завршницата против рускиот представник Химки и успеа да слави победа од 83-82 и се стекна со минимална предност пред ремашот. Најзаслужен за победата на домашниот тим беше одличниот американец Роуленд со 21 поен. Ремаш мечевите се закажани за 8 април. Времето во Македонија е сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од јужен правец, особено долж по Вардарието. Утринската температура се движеше од -3 до 5, а дневната од 9 до 16 степени. Да проследиме метео за североисточниот регион. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатна вечер.